Менструалната хигиена не е привилегија, менструалните производи не се луксузно добро, 5% ДДВ сега. Со ова барање денеска на мирен протест пред Министерството за финансии излегоа активистките и активистите од регионалната мрежа за родово одговорно буџетирање, платформата за родова активност и Период Мувмент Скопје. Менструалните производи не се луксузно добро, туку основна потреба. Последните две истражувања спроведени од Реактор и Титинг, како и новинари за човекови права, покажуваат дека 77% од анкетираните жени и девојки трошат до 400 денари месечно на производи за менструална хигиена. Секоја трета испитаничка барем еднаш во животот се нашла во ситуација да нема пари да купи плошки и да мора да импровизира со крпи, весници, тоалетна хартија и слично. 29,5% од жените кај нас не можат да се дозволат никакви менструални производи. Во јавните тоалети во нашата земја нема услови за безбедно и достоинствено одржување на менструална хигиена. Во 2021 година за 70% е зголемат бројот на вагинални инфекции поради недостапност до соодветни производи за управување со менструалното здраве. Ако на ова се надоврзат и податоците дека во Република Северна Македонија 55,3% од работоспособните жени и девојки се невработени, а со тоа и зависни, а 22% од жените на возраст од 18 до 64 години живеат под прагот на сиромаштијата, тогаш време е државата како кандидат за Европска Унија да ја примени резолуцијата од Европскиот парламент од 2019 година со која се повикуваат сите земји членки да ги намалат даноците за производи за менструална хигиена, повикувајќи се на начелата за родова еднаквост и недискриминација. Децидни се активистите. Оваа директива веќе е спроведена во Белгија, Холандија, Португалија, Франција, Кипар, каде што данокот се движи од 6 до 5%. Стапката на ДДВ за менструалните производи е 18%. Исто колку и за шиша виски или пак за кутија цигари. Менструалните производи не се луксузно добро, туку основна потреба. Спроведената анализа на трошоци покажува дека на годишно ниво во Северна Македонија потребно е да се издвојат помалку од 1% од буџетот за да се обезбедат бесплатни менструални производи за ученичките од основно и средно образование. Менструалното здравје е прашање од јавен интерес, а менструалната правда е предуслов за социјална правда.